текот на вчерашниот ден изложив посета јас на самото место на кај што е настанат пожарот и вистина има огромна штета. Негде околу 900 балина, тоа се во кила, околу 4,5 тона изгорени. 2 нови трактори, моторчина, приклучна механизација, значи вистина е направена огромна штета. И ние како Сојуз одма апелиравме тука до местното население да излези со помош, и кој колку сака да му подари во балина, во тутун, 2, 3, 5 тона, меѓутоа тоа да не биде стихино, да се организира, да се знае како сето тоа да го направи. Значи, му кажавме на производител дека не е сам, дека ние како Сојуз стоиме зад него, нека ќе помогнеме. Ќе го помогнеме финансиски во можност на нашите средства, така да во текот на денешниот или утрешниот ден ние ќе му испратиме некоја помош. Меѓутоа побаравме ние и помош од пошироко, значи од стопанственици, за ќе побараме помош во текот на денешниот ден, ќе имам контакти со сите откупувачи на тутун и ќе побараме од тие, заради тоа што овој производител негде околу 17 тона на тутун. Така да тој во сите компании носи тутун. И ред и тие да со некоја символична сума да го обештетат. Така, А како би се организирала акцијата? И интересо како ве вчера кога веќе разговаравте со тутунариве, се волни да дадат и како ќе биде организацијата? Интересот на местното население во Канатларци е огромен, значи во текот на вчерашниот ден кога бевме таму веќе мима пристигнува за да му носана, меѓутоа пошто нема објектите му се изгорени кај што го чува тутуно, значи првин треба да ги обезбеди објектите, па после тоа да се врши носење на тутуно и затоа рековме да не биде стихино, да се комплетира магазинскиот простор и после тоа местното население и други добронамерници кои се тука во близина што може да однеса тутун, да му го однеса, да го на некој начин да го обештета. После вакви несреќи секогаш се отвора прашањето зошто тутунарите не си го осигуруваат својот род? Да, едно од прашањата и тоа беше зошто тутунарите, односно земјоделците не ги осигураа земјоделските посеви, меѓутоа јас мислам дека сето е до самите производители, односно до самите земјоделци. Има поволности, државата баш му плаќа 60% од осигурањето, од сумата 40% тие плаќа, меѓутоа зошто е тоа така, не знам, и една од причините сега на наредниот состанок во Министерството за земјоделие ќе барам да, ако можеме да го вратиме стариот закон за осигурување, а тој беше при самото склучување на договорите, значи се склучува договори за осигурителните компании. Осигурителните компании ќе прифатат такво нешто? Па немаме разговарано со осигурителните компании, меѓутоа како сега што стоја ситуација дека има некои компании осигурува, некои не, мислам дека тој начин, стариот начин ќе го прифата. Меѓутоа, да речем, не разговараме со нив сигурно, значи не можам да потврдам дека сите ќе прифатат. Дали планирате, рековте дека стопанствениците сите ги повикувате, меѓутоа дали има добра волја од општината, бидејќи Канатларци е под општина Прилеп, од Министерството за земјоделие, сепак овие луѓе живеат само од земјоделие, колку што знам, во Канатларци, па некако и тука да се помогне да биде помошта позначајна за луѓето, бидејќи колку луѓе се тие дома, мисля, че колку биле, 7, 10? Па негде околу 13 луѓе се фамилијата, меѓутоа и тоа е една од денешните посети да изврши контакт со локалната самоуправа и мислам дека и тие, пошто Канатларци гравитира во општина Прилеп, дека ќе помогна и мислам дека општината си има и регулираното закон како која максималната и минималната висина на обештетување, така да општината сигурно ќе излезе во пресет на оштетениот. А Министерство? Некако, на некој начин нешто, дали би разговарале вие како Сојуз? Па, јас би разговарал како Сојуз, заради тоа што механизацијата му е изгорена, која е се уште под гаранција, односно под добиени овие 5 години да не може да ги оттуѓува механизацијата ме. Значи во текот исто пак ќе се повторам во текот на денешниот ден ќе разговарам со директорот на платежната агенција, тие колку може да помогне и да го одложа начинот на исплаќање на таа механизација.